И добре дојдовте во третата епизода на Процедурално, или како што си ја крстивме алтернативно во втората епизода. Мојот збор ќе го оставам, еве гледам колегава крива збор. А третата епизода исто така има посебен специфичен наслов, а тоа е Совет може не е научен на вакво функционирање на локална администрација, но треба полека да се навикнуваме дека хибернацијата заврши. Хибернацијата заврши. Зошто се фатив точно за овој збор? Ова е дел од експозето на градоначалникот, за буџетот за 2026, т.е. тековна година, која што беше на крајот на минатата година, како и секогаш се предлага усвојува во текот, т.е. на крајот на изминатата година. И за да биде појасно што сакам да кажем или зошто кривам збор, ќе ви пуштам уште малку од ова експозе и ќе продолжиме да зборуваме. Инвестицијски развоен циклус, само 2 месеци по довербата добиена од граѓаните за реализација на проектите за поквалитетен живот на граѓаните на Прилеп, силно мотивирани и посветени, продолжуваме заедно да ја градиме нашата иднина. Оваа символична споредба значи дека денес треба да го отвориме патот на еден нов циклус на инвестиции, на развоен буџет, кој става силен акцент на инфраструктурата, поддршка на образованието, поддршка на младите, на локалното стопанство, културните манифестации и спортот за напредок на општина Прилеп. Сега зошто се фатив за хибернацијата заврши. За како ќе го поддржи локалното стопанство, не знам. За како ќе се развива развојот на инфраструктура, исто така можеме само од Отева да одиме да снимаме и да ви прикажуваме, но можеме да искоментираме за културата, можеме да пренесеме некои приказки од спортот. Станува збор за тоа како општината може да ги поддржи овие работи. Че секоја година, на почетокот на годината, општината распишува конкурс на кој што граѓански здруженија, спортски клубови, индивидуалци аплицираат со проекти и тоа трае некаде до апликацијата, до средината на февруар. Воглавно до пред 2 години резултатите ги имавме до средината на март и има луѓето време да си ги подпишат договорите со општината и да ги реализираат 3 квартали. Оваа година се случува нешто полошо и од лани. Лани за прв пат беше резултатите излегоа на почетокот на мај на најбрутален начин. Сите што аплицираа добија пари. Сега колку пари добија? Ако не верувате, сигурно во Прилеп имате пријатели кои што аплицирале, биле уметници, имале граѓански здруженија и така натаму. На сите му дадоа по исто, без разлика со што аплицирале. Беше едноставно предизборно, кај нас предизборно се простува се очигледно и може. Ама, сега е постизборно, оваа година немаме избори. И сме 30 мај. А резултати уште нема. Прашањето е, кога овие луѓе кои што аплицирале ќе ги реализираат проектите? Те може би некој проект за да се реализира му треба и 10, 15, 20 месец дена. Не знам. Но сепак да се организира реализацијата на одреден проект, треба време. Не е тоа, ајде, нати 30.000 денари или 60, не е важно колку ќе одобриш и направи го проектот. Има одредени луѓе кои што реално за тие проекти сметале за тие пари. Ако него му треба да собери 4, 5, 6, 7 луѓе од одредена област,
и треба да го реализира во теков на ова лето. Затоа што во Прилепи немаме за во зима објекти. Театарот е затворен 2 години. Домот на култура е невозможно да се загрее во зима. Кога ќе ги реализираат тие луѓе проектите? Започнуваме 6-ти месец од годината и немаме резултати од годишна програма за 2026. Како заврши кибернацијата, то не ми е јасно. Може да завршила кибернацијата, ама ајде да излезиме малку од дремкава некако, да ја избркаме. Другари, земете, работете. Затоа што не гледате дека, гледам дека сте супер активни, барем за смотрите. Разговарате со матурантите. 80% не сакаат да живеат во градов. Не сакаат да живеат во градов. Знаете зошто? Една од причините затоа што резултатите од конкурсите или огласите за вашата помош за спортски клубови, за здруженија, за млади, се однесувате како да се нешто, не знам. Вас ви теча платите, ви теча паушалите, ви тече се. Ма тие, особено на младите деца, им треба тие пари за да си ги реализираат проектите. Да се почувствуваат онака дека прават нешто за градот и се оценети дека го прават. Не е дека само ќе му појдите на смотри и ќе се сликате со нив. Со вакво работење немам да сам за џабе ова мајца. И нема врска ова Made in Југославија. Прекидачев има врска. Само ја зголемувате веројатноста, мислата и она кое што си го велиме ние, кој ќе биде тој кој што ќе го притисне